Ваторот на селата Чешиново и Чифлик стартуваше жетвата на билото злато. Првичните приноси се задоволителни и покрај неповолните временски услови кои драстично го намалија родот во однос на ланската година. Стојан Јанев, земјоделец од Чешиново, вели дека е задоволен од стартот на жетвата, а она што останува да се види е по која цена ќе се врши откупот на арпата и белиот ориз оваа година. Жетва да почнува, полека жетва да почнува со Бога напред, здрави живот. Те работиме и само едно сакам да кажам, да може ценичка да ни ја задржат, да не намалат цената. Ние за цела година работиме за овие речи, од тоа живееме. Па има нешто проблеми од времето, ама родо ни е намален од лани. Мал ни е родо, од ланска година сега помогу имаме. Не е како лани, лани имаме доволно, а сега од овие имаше нешто. Така, мислам дека пак горе-доле со Бога напред пак се уклопиме некако. Јанев вели дека и покрај добриот резултат кој го покажаа новите турски сорти на ориз, сепак најголем дел од оризовите полиња и оваа година се засејани со традиционалното семе Сан Андреа. Моменталните временски услови се поволни за жетва со комбајн, а за 1 декар се плаќа по 1000 денари. Па јас сејам овое Андреа, тоа е постарото семе, а моментално тоа Андреа имаме и од тоа е турското, имаме опале сејано, имаме да речеме тие џуноре многу викат. Сан Андреа да ни е поарен, мислам јас што знам да речеме мојата нива, Сан Андреа да ни е поарен од турското. Она што најмногу ги загрижува сите е цената за која ќе се врши откупот, а за нив не би било прифатливо таа да биде пониска од 80 денари за килограм. За нас цената испод 80 динара округло треба да биде тука, затоа што ние немаме рендаман на ориза. Само тие 20 до 30% зрнца родат у балик ориза, оно другото се фабрика да испадне и не може да се поклопиме ние. Значи, од 1 кило ориз може да 10 души. За да се најде човек колку вреден е сакас, толку може да се најде до ориз. Оризо, кој ќе однесам јас на пазаро, нема што да фрле, не е лупка, не е крумит, да го излупе, да го изфрле во оној. Тука сме незадоволни и немаме откуп. Инаку годинава во Кочанскиот производствен регион под ориз се насејани 2800 хектари, што е за 1500 хектари помалку во споредба со минатата